Одиме со следна задача, тоа е 6-та. Напиши програма која споредува два цели броја и го печати помалиот. Ајде да видиме, еве во истиот овај код, ама сега ни требаат два цели броја. Имаме, ајде наместо внеси цел, добро, ајде нека ја внеси цел број. Овде ќе додадиме уште еден, А и Б нека се, само кирилица напишев, а требаше латиница. Да го внесиме и вториот број. Овде внеси го првиот цел број, овде внеси го вториот цел број Б. Еве, внесовме два цели, внеси го првиот цел број, внеси го вториот цел број. И сега задачата бара од нас да ги споредиме и да го отпечатиме помалиот. Да ги споредиме, значи во if. Ако А е помал од Б, треба да се отпечати помалиот број, значи овде помал е бројот, односно не мора ни порака, туку може, ајде не мора порака, може само да го отпечатиме А, во спротивно го печатиме Б. Сега овде може да се случи броевите да се еднакви. И затоа ќе додадиме уште едно испитување. Овде не бара задачата тоа од нас, ама ајде прво вака да видиме. Build and run. Внеси го првиот цел број, еве нека е 3, вториот нека е 5, ми враќа 3. Овде ќе е проблем ако се еднакви броевите. Ќе го печати вториот број, например 3 и 3 ако внесиме, ќе отпечати 3, ама не е баш точно, не е помал, туку се овие еднакви броеви. За ова да го исправиме, else, овде ќе додадиме уште едно if. Else if. Сега ќе испитаме дали е Б помал од А. Во тој случај да го отпечатиме Б. И ако не, else, ќе отпечатиме дека броевите се еднакви. Еве вака. И сега да тестираме. Внеси го првиот цел број, например, еве нека е 6, вториот нека е 3, ми го печати 3. Ако е обратно, например 7 и 9, го печати 7, и уште да истестираме кога ќе внесиме еднакви броеви, 5, 5, ми печати дека броевите се еднакви. Значи овде ако не може да се утврди со едно прашање одговорот на задачата како овде, значи ќе провериме ни овде дали А помало од Б, ама нема да знаеме што е кога се тие еднакви, заради тоа додаваме уште еден услов. Значи имаме if, имаме else if, во спротивно провери и во спротивно.